Кога зборуваме околу пречките при дигиталната трансформација, независно дали се однесува тоа на државните институции или на приватниот сектор, најголемите пречки се во недостиг на кадар за дигитална трансформација и недостиг на финансирање. Европскиот дигитален иновативски хаб ги адресира овие две прашања, планот е да ги адресираме овие две прашања прилично успешно. Ќе се градат кадри кои што ќе ги проучуваат процесите, ќе работат на таа дигитална трансформација, за да стапката на неуспешна дигитална трансформација е што е можно помала. Исто така и во делот на финансирањето ќе настојуваме да ги намалиме нерационалните расходи, на тој начин што со искуството и од другите дигитални иновативски хабови, со капацитетите што ќе ги имаме тука, многу поточно ќе определиме што е тоа што е потребно за компаниите, да го направиме токму тоа, за да не се плаќаат и за да не се трошат средства од компаниите за непотребни проекти. Исто така, како што се спомна и од професорот Ташковски, и од деканот, па и од министерот за дигитална трансформација од министерката, значи ќе го овозможуваме правилото тестирај па инвестирај. Компанијата ќе може прво без да плаќа нешто што не знае дали ќе функционира, да може да го тестира и како ќе утврди што е тоа што е потребно, тогаш да инвестира и финансискиот трошок, односно тоа би била инвестиција, ќе биде успешна, процентот на успешност ќе биде што поголема. Во делот на бариерите помеѓу стопанството и дигиталниот иновативски хаб, оценувам дека тука најголеми бариери ќе бидат од страна на компаниите незнаењето што прави дигиталниот иновативски хаб, од страна на дигиталниот иновативски хаб недоволно информации што е тоа потребно за стопанството. Сметам дека тоа треба да го разрешиме преку повеќе информативни настани кои што ќе ги организираме помеѓу дигиталниот иновативски хаб и стопанството, проучување на тоа што му е потребно на стопанството, насочување кон вистинските потреби, мрежување и на тој начин да дадеме максимален принос, да што побрзо дигитално да го трансформираме нашето стопанство, што ќе се овозможи поголем економски раст, поголем стандард за граѓаните, поголем стандард и на тој начин да настојуваме да ги прекинеме процесите кои што со векови и децении се случуваат во овие простори, а тоа е иселување на нашето население од просторот на кој што се родени кон други држави и земји кои што имаат и многу понеповолни климатско-географски услови за живот.